Почитувани слушатели и слушателки на подкастите на Центарот за истражување и креирање политики. Добре дојдовте на 8-миот од серијата од 10 подкасти во кои ќе разговараме со пратениците од Интерпартиската парламентарна група за заштита на природата и борба против загадувањето и климатските промени, или така наречената Зелена собраниска група, како и со еминентни експерти од оваа област. Овие подкасти ги подготвуваме во рамките на проектот за јакнување на капацитетите на неслужбената Зелена собраниска група во Југоисточна Европа околу усогласеноста со целите на ЕУ поврзани со енергијата и транспортот, а поддржан од ГИС во рамките на Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа, енергија, транспорт и заштита на климата. Нашата цел со овие подкасти е да ве информираме сите вас, слушатели и поддржувачи, за активностите на Зелената парламентарна група, но и да ви пренесеме експертски согледувања и аналитики кои ќе помогнат во поттикнување на уште посилни и поефикасни зелени политики и акции. Воедно, наша цел е и поблиско да ве запознаеме со процесите кои се од суштинско значење за борбата против климатските промени. Денешната епизода ќе биде посветена на едно од можните решенија за поддршка на зелената транзиција и намалување на користењето на фосилните горива, преку искористување на биоотпадот како енергенс. На почетокот ќе се запознаеме со потенцијалот на новата биохак лабораторија, која возможува високотехнолошки истражувања за одржливи и зелени решенија. Зборуваме за лабораторија со најсовремена опрема, која е најважна од се им е достапна на граѓаните, а воедно има потенцијал да ја зајакне енергетската индустрија, како и да понуди нови одржливи можности за бизнис секторот. Наша соговорничка е професорката Јана Клопчевска од Технолошко-металуршкиот факултет, која е една од експертките ангажирани во отворената биохак лабораторија во Скопје. Професорке Клопчевска, може ли малку подетелно да ни објасните што представува биохак лабораторијата, односно кој е нејзиниот потенцијал? Ви благодарам на поканата за овој подкаст. Отворената градска лабораторија или биотехнолошка лабораторија за трансформација на отпадот представува првата лабораторија која што е со цел да им служи на граѓаните. Да појаснам што значи тоа, целокупниот биоотпад што постои, што го генерираат дали граѓаните, дали хорека секторот, дали компаниите, би можело да се донесе и да се трансформира во прототипи од корист. Што значи дека отпадот во самата лабораторија не представува отпад, туку представува суровина за понатамошно трансформирање во корисни производи. Лабораторијата е прва од ваков тип во пошироката околина и во Европа е исто така прва од ваков тип, поделена на два дела, во кои што во првиот дел се состојат конвенционалните техники на екстракција и анализи, а во вториот дел се работи скоби технологија или технологија со микроорганизми, каде што се прави кожа од комбуха или некои слични други производи. Има ли интерес од страна на бизнис секторот за искористување на услугите кои оваа лабораторија ги нуди? Од страна на бизнис секторот има голем интерес за услугите, бидејќи самата лабораторија во самата лабораторија поседуваме 150 апарати од типот на PCR, значи комори за работа со микроорганизми, секакви понатака екстракции, апарати за анализа спектрофотометри и слично, што значи дека таквите услуги би биле многу интересни за оние кои што сакаат компании да бидат општествено одговорни, сакаат да го трансформираат својот отпад и да направат или произведуваат корисни производи, што значи дека најголем интерес наоѓаме од страна на проектите постоечки за заштита на животната околина и трансформација на отпадот и од страна на амбасади и секако од бизнис секторот. Вие работите и на бизнис моделирање, односно валоризација на отпадот. Според вас, колкава е вредноста на биоотпадот како ресурс? Вредноста на биоотпадот како ресурс е огромна според мене, значи тоа представува иднината или да кажам храна на иднината во отсуство на храна. Во иднината таа ќе биде во изобилство, меѓутоа ќе биде недостапна за граѓаните од причина што цените ќе бидат превисоки.
што значи дека ние мора да создадеме некаков нов вид на производ од оние јадливи делови кои што се се уште корисни и содржат биоактивни компоненти, така и појдовме да направиме први прототипи корисни за дали се тоа суплементи, некаков вид од остатоци од кора од портокал или некои креми и слично. Меѓутоа може да се направи и како економски или биоекономски исплатливи ресурси кои што ќе подигнат биоекономијата во државата. Каква е состојбата со искористување на биоотпадот како енергенс во развиените земји и колкав е потенцијалот во Македонија? Состојбата е, значи, ние правиме мапирање, уште во 2021 година направивме мапирање заедно со UNDP на постоечки проект, што дадавме освен мапирањето и стратегија како да се всушност обработи отпадот и да се добијат тие корисни прототипи. Се пустат повеќе методи или повеќе технологии на негово искористување. Една од нив е анаеробната дигестија, која што верувам дека на повеќето им е позната од популацијата или така наречените компостари, меѓутоа тоа е еден од начините како да се трансформира отпадот нели во компост кој што ќе служи понатака за растенијата. Најнова метода сега е со користење на различни видови на црви кои што го всушност искористуваат отпадот како супстрат или храна и го уништуваат. Значи доаѓаме до една позитивна нула, мислам, целосна циркуларна економија. Понатаму друга технологија е биогасот, кој што се користи како за електрична енергија или топлина или биометан да речем, од кој што може да служи како гориво за домовите, а исто така тука е и биодизел за автомобилите, биоцемент во градежната индустрија и уште брикети за грејење кои што може да заменат сегашниот начин на грејење, нели бидејќи имаме загадување на воздухот постојано, особено во зимскиот период. А кои се вашите препораки за унапредување на политиките за искористување на биоотпадот како енергенс со цел намалување на зависноста од фосилни горива и поддршка на зелената транзиција? Развиените земји морам да кажам дека направија значителен напредок во искористување на биоотпадот како извор на енергија. Меѓутоа, ние исто така треба да се прилагодиме на технолошките иновации и да имаме силна поддршка политиките во Северна Македонија. Така да за да се унапредат политиките за користење на биоотпадот како извор на енергија, неопходен е повеќе системен пристап или на фокусирање на регулаторните рамки, стимулации за граѓаните во инфраструктури и градежни капацитети. Се разбира, цел на ова е да се усогласи нашата национална стратегија на обновлива енергија со стратегијата на ЕУ во обновливата енергија. Значи земјата постепено треба да се усогласи своите политики на циркуларната економија на ниво на градови и на ниво на целата држава. Целиот таа стратегија да се имплементира. Меѓутоа постои, морам да кажам, и недостиг на техничка експертиза, финансиски ресурси, кои што се надеваме дека во иднина ќе бидат зголемени. Професор Кеја Клопчевска, ви благодарам што бевте гости на денешниот подкаст и ви посакуваме многу голем успех понатаму во развивање на биохак лабораторијата, меѓутоа и на поголемо промовирање и имплементација на резултатите кои оваа лабораторија може да го произведе. Ви благодарам и на вас да соработкате.